Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Еден независен кандидат влегува во трката за председател, а председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски вели дека досега се пријавени 11 кандидати за шеф на државата. Не за Русија, да за Европа е политичкиот повик на ДУИ за изборите во Македонија. Надминат светскиот стандард да нема повеќе од 35 денови со загаден воздух во една година во Тетово. Со донации и сопствени средства се реконструираат просториите и објектите на здравствениот дом Тетово. Избрани најдобрите спортисти за 2023 година во Битола. А на самиот почеток на емисијата еве го предлогот на Државната изборна комисија која предлага преодна одредба во изборниот законник да се гласа и со пасошите Република Македонија ако имаат валиден датум. Во изборниот законник да се стави преводна одредба според која на предстојните избори во земјава и во странство да може да се гласа со пасошите на кои пишува Република Македонија доколку имаат важечки датум, предлага Државната изборна комисија. Како што вели председателот на ДИК Александар Даштевски, при гласањето на престојните избори граѓаните ќе може да се идентификуваат со еден отпечаток од прст. Ќе може и да одберат опции од типот гласам, не гласам, не сакам, сакам да добијам две ливчиња. Има еден член што се однесува на личните документи за пасошите. Предлагаме пасошите на кои пишува Република Македонија, ако се важечки, да важат за гласање и тоа да се стави во изборниот законник како преодна одредба која ќе важи само за овие избори. Од ова мислам дека нема поидеално решение. Веќе го сменивме законот за лични карти и тие важат, но многу луѓе немаат и лични карти, па ако важат пасошите, еден документ ќе имаат, зашто тоа е реално важечки документ издаван од нашите надлежни органи, објаснува Даштевски. Во текст се информираше Даштевски обуките на обучувачите, а потоа следуваат и обуките на општинските изборни комисии и избирачките одбори. Сите дејства што се предвидени за одржување на двојните избори одат во најдобар ред. Сите рокови се запазени и смета Даштевски дека изборите ќе бидат фер, слободни и демократски. Para
sreća denot, pajraram, pararararararam, para, 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 parararararam, aj so sreća daje. Samo veren bidi, Gospod dava se što baraš, samo veren bidi. No milenijum ne čeka, sretni zdravi živi. No milenijum ne čeka, sretni zdravi živi. Pajraram, pararararararam, para, 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 parararararam, aj so sreća denot, pajraram, parararararam, para, para, parararararam, aj so sreća denot, pajraram, parararararam, para, 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 parararararam, aj so sreća denot, pajraram, parararararam, para, 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 parararararam, aj so sreća denot, pajraram, parararararam, para, 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 parararararam, aj so sreća denot, aj so sreća denot. Досега се пријавени 11 кандидати за председател на Македонија. Вело Марковски, Билјана Ванковска, Томе Николовски, Бујар Османи, Господин Поповски, Максим Димитриевски, Стефчо Јакимовски, Арбен Таравари, Ѓорџи Манасков, Мерсиха Смаиловиќ и Зорица Цветковска, а доставена е една пријава за независен кандидат, информира председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски, подсетувајќи дека рокот за пријавување трае до 8 март. Досега, како што вели Даштевски, до Државната изборна комисија не се доставени никакви забелешки за несоодветни услови од кандидатите кои собираат потписи, а доколку некој нешто такво пријави, веднаш ќе се излезе во пресред. Нема пријави дополни ниту за предвремено почнување на кампањата, но сепак апелира политичките партии да ги почитуваат постапките и да се однесуваат во рамките на законот. Во врска со Алијанса на албанците и пријавувањето на оваа партија за престојните парламентарни избори, председателот на Државната изборна комисија објасни дека ќе се бараат потребните документи и од судот и од Централниот регистар. Ќе постапиме според законот кога ќе биде пријавувањето во Државната изборна комисија за изборите. Ќе побараме документи и од судот и од Централниот регистар. Таму има која е вистинската партија и тука немаме дилема, подлече Даштевски. Прашан за совпаѓањето на молкот пред првиот круг на председателските избори со кампањата за парламентарните избори, Даштевски повтори дека Државната изборна комисија постапува исклучиво во согласност со изборниот законник. Членот 69 од изборниот законник го регулира прашањето на изборниот молк, а роковникот како највисок акт што важи за изборите вели дека на 22 април во 24 часот на 23 и 24 април до затворањето на гласачките кутии ќе има молк. Законот не предвидува ситуации кога се спојуваат во изден изборите. Во првиот круг ќе има молк за председателските избори согласно законот и роковникот. Не можеме да постапиме спротивно од изборниот законник и спротивно на роковникот. Роковите треба стриктно да се почитуваат. ДИК ќе апелира, додаде да не се злоупотребува кампањата за парламентарните избори во време на молкот, односно да се зборува само за парламентарните избори, а не и за председателските. Не знам како би се прекинал молкот, не е предвидена ситуација кога се одржуваат двојни избори и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе апелира. Идната недела имаме состанок со нив да најдеме некое средно решение, истакна Даштевски.
Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Председателот на Демократската унија на албанците Али Ахмети од партиското седиште на Дуи во Мала Речица преку видео објави дека Бујар Османи ќе биде председателски кандидат, а го промовираше слоганот "Не за Русија, да за Европа", како и дека после изборите неговата партија ќе се заложи за уставни измени согласно кои председател и подпредседател да се бираат со двотретинско мнозинство од гласовите на пратениците во собранието. Поларната мечка Русија ни тропа на врата и е се повеќе во сите пори на нашето општество, дестабилизирајќи ги институциите и влијајќи на политичката сцена во земјата. Русија е присутна во политичките партии во нашата земја, во нашите медиуми, во цивилното општество, во нашето стопанство, нашата критична инфраструктура и во секој сегмент на општеството, не само кај нас, туку и во нашиот регион. Рускиот председател Путин и министерот за надворешни работи на Руската Федерација Лавров изјавија дека членството на Македонија во НАТО е пламена линија за Русија и се построија против нашето членство во Европската Унија. Сега сме сведоци на масивното малигно мешање за да ни се оневозможи продолжувањето на нашиот европски пат и враќање на повеќе децениска изолација која ќе го дестабилизира нашето општество. Македонија е мала земја и е на крстопат на цивилизациите, со кревко мултикултурно и мултиетничко општество, уште цело неконсолидирано, елементи кои се од интерес на Русија за да ги искористи на начин за да постигне домино ефект во целиот регион и да го дестабилизира регионот. Ова е вистинска закана. Затоа, како никогаш досега, ве повикувам да се здружиме вие и ние, заедно со сите други, рака под рака, рамо до рамо, да ја водиме последната битка од вечната војна до големата победа и едногласно да се изјасниме: не за Русија, да за Европа. Ние имаме одлучни и храбри жени и мажи кои ќе се соочат со злонамерната канцерогена стихија, додека јас сум спремен да ја водам последната одлучувачка битка за обединување и интеграција заедно со вас, рече во обраќањето Ахмети. Тој понатаму рече дека нема да соработува после изборите со партиите кои се против нивните заложби како што се Преспанскиот договор и независноста на Косово. Лидерот на ДУИ беше прашан дали ќе се повлече ако загуби неговата партија на изборите. И кога би размислил дали да се повлечам, ДУИ не ми го дозволува тоа, оваа комоција не ми дозволува. ДУИ не знае за порази. Не сум разговарал за бројки, никогаш, бидејќи секогаш сум грешал. Помалку сум кажал, а повеќе сме добиле, одговори Ахмети на прашањето колку мандати очекува да добие во собранието. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da Srećen od mene
За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема двајца млади влюбени со таква љубов голема. Срце ми е полно и душава, срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема двајца млади влюбени со таква љубов голема, со таква љубов голема. Надминувањето на дозволената вредност од 50 PM10 честички во текот на февруари имало во 15 од 20 изминати денови, додека во јануари имало 22 дена со загаден воздух. Така Тетово го надмина светскиот здравствен стандард, што вели дека во една календарска година не треба да има повеќе од 35 денови со загаден воздух. Овие бројки се показател на она што постојано го потенцираме, дека во зимскиот период затоплувањето на домовите со фосилни горива, дрва и мазут предизвикува најголемо загадување на воздухот. Не треба ништо да измислуваме, за се има решение. Се ќе се смени кога гасот ќе биде доминантен начин на затоплување. Исто така во Тетово има прекумерна употреба на возила и голем сообраќаен хаос, а не се користи градскиот автобуски превоз. Помалку возила на улиците исто така ќе значи помалку загаден воздух, вели доктор Радко Давидовски од Центарот за јавно здравје во Тетово, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Во текот на 2023 година имало 89 денови со загаден воздух. Во 2022 биле загадени 109 денови. Во 2021 година Тетово имало 132 дена со загаден воздух. Во 2020 од 366 денови 138 биле со загаден воздух. Тетовци најмногу се соочиле со загаден воздух во 2015 година, со оглед дека од 365 дена дури 350 имале високо присуство на штетните PM10 честички.
da ni mine. Ovoj život pun so maki, takov nas nije. Dajte pesna muzikanti, traga da ni mine. Neka eći se do zori, duša sega nek mi gori. Koliko mogu i da boli, pesna da je večer mene. Udri dajre do sabajle, veselo da vide. Plavaj srce, duša, ajde, raga gi pire. Udri dajre do sabajle, obi neka ečat. Samo ovoj Gospod znaje, te što ne čeka. Samo jedna štuka sme nije, potrebe kekele nema, srce ke ni stigne. Ova skrbno vreme isto si te ne boli, kako došlo i ke mine, Gospod ke ne vodi. Neka eći se do zori, duša sega nek mi gori. Koliko mogu i da boli, pesna da je večer mene. Dajre do sabajle, veselo da vide. Plavaj srce, duša, ajde, raga gi pire. Udri dajre do sabajle, obi neka ečat. Samo ovoj Gospod znaje, te što ne čeka. Duša, ajde, me rada gi pije. Udri dajre do sabajle, obi neka ečat. Samo ovoj Gospod znaje, te što ne čeka. Udri dajre do sabajle, veselo da vide. Davaj srce, duša, ajde, me rada gi pije. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан.
Маркетинг. Стенти купив бурма Илија, стройник јас ти пратив да те посвршам. Стройник јас ти пратив да те посвршам. Късмет си ми била, дойде пегалка. Късмет си ми била, дойде пегалка. Аманет останал от памти век. Гребило бой се сака да не се земе. Аманет останал от памти век. Гребило бой се сака да не се земе. Просториите на здравствен дом Тетово се во завршна фаза на реконструкција. За тоа како одат работите, обиколка направи заменик министерката за здравство доктор Марија Манолева, придружувана од директорот на здравствениот дом Тетово Живе Алексовски, како и дел од докторите и медицинскиот персонал. Интензивно се работи за подобрување на условите преку реконструкција од донации, но и од сопствени средства на здравствениот дом. Директорот ме информираше, но и јас исто така увидов дека се во завршна фаза реновирањето на просториите на претшколска вакцинација,
а во теке и реновирање на стоматолошките, рентген просториите како и просториите за школска вакцинација. Комплетно исто така се реновирани и просториите на ургентна стоматологија како и 7 простории кои што ќе бидат наменети за административниот кадар на институцијата, изјави заменик министерката. Доктор Маја Манолева рече дека Здравствен дом Тетово представува еден позитивен пример за вложување и подобрување на условите за пациентите и за работа на здравствените работници. Сето тоа е важен дел од целокупното наше вложување во здравствениот систем, преку инфраструктурно зајакнување на објектите во нашите здравствени установи. Овозможивме секако пред се поквалитетни услуги за нашите граѓани, односно за пациентите кои доаѓаат во здравствените институции. Со заеднички заложби морам да кажам дека продолжуваме и понатаму да го јакнеме јавното здравство со опрема, секако со кадар, но и она што е најнеопходно, можеби и инфраструктурни објекти. Инвестициите во здравствениот сектор се инвестиции кон здрави идни генерации, посочи Манолева. За актуелното прашање за рехабилитација на младиот Леонид Индов, заменик министерката за здравство доктор Маја Манолева информираше дека на Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација од каде што доаѓа има можност за роботска рехабилитација. Таа процедура според Манолева им овозможува на неподвижни пациенти да го вратат процесот на одење. Во последниве 4-5 месеци на Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација веќе се работи со најнова, најсовремена апаратура за роботска рехабилитација, која ќе им овозможува на тешките неподвижни пациенти да го вратат процесот на одење, истакна Маја Манолева при посета на здравствениот дом во Тетово. Според неа, за еден пациент да биде вклучен во процесот на роботска рехабилитација, треба да исполнува одредени критериуми, кои што ги проценува и ги дава стручниот колегиум на клиниката. Песна ви пеја македонци со зборој нашински, песна за егејско чедо на Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Родена сум во Кукуш, тирански мачена, нога и рака исековте, очи извадивте. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија.
sum jasna goce, kukušanecot. Makedonka, majka me rodi, kletva mi ostavi. Rasti i bori se čedo za Makedonija. Makedonka, majka me rodi, kletva mi ostavi. Rasti i bori se čedo za Makedonija. Marketing, sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Reka gazi, malo i mome,
И пред самиот крај, една вест од спортот, а ни доаѓа од Битола. Избрани најдобрите спортисти за 2023 година во овој град. Во салата на Народниот театар во Битола се одржа 60-та манифестација избор на најдобри спортисти за 2023 година во организација на Сојузот на спортови со поддршка на општина Битола. Македонскиот ракометен репрезентативец и член на Еврофарм Пелистер Шарко Пешевски беше избран за спортист на Битола за 2023 година. Второто место му припадна на кошаркарот Андреј Маслинко, третото место на скијачката Ева Милевска и боксерот Ален Рустемовски. Градоначалникот општина Битола Тони Коњановски испрати честитки до сите наградени, посакувајќи им многу успеси. Еврофарм Пелистер е екипата на годината, а пионерската екипа на ФК Пелистер најдобрата млада екипа. Посебни признанија добија триатлонецот Вања Атанасов, кошаркарката на годината во Македонија битолчанката Елена Тасевска, бодибилдерот Владе Станковски и уште многу други. Награди за животно дело им беа доделени на фудбалерот Кочо Балјари и ракометарот Атанас Нашоку Саку. Посхумно признание му е доделено на поранешниот претседател на Сојузот на спортови Силјан Мицевски.
žalba, pusta tuđina, zapusti pari prokleti, rodno mesto ostavi, rodna kuća Tavkova, majka mila, najmila, majka moja, majčica. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За крајот, традиционално катчето за младите, овој пат со приказната на Ханс Кристиан Андерсен Грдото пајче. Ви посакувам пријатен ден. Ханс Кристиан Андерсен Грдото пајче. Еднаш на брегот на поточето крај селото, под широките лисја на лотосот, мајката Пајка лежеше на јајцата, очекувајќи да се изведат пајчињата. Нестрпливо лежеше во честакот, кога најпосле од јајцата се слушна пип, 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 пип. И пајчињата почна едно по друго да излегуваат. Веднаш почнаа да врескаат. Мајката се радуваше, но кога сакаше да излезе од легалото, забележа дека од едно јајце, што беше поголемо од другите, пајчето се уште не излегло. Оф, не, извика пајката, веќе не можам да лежам, што чека ова пајче во јајцето? Најпосле, лушпата сепак пукна, големото јајце се распука и пип-пип, пип-пип. Од него надвор се додетерави сивкаво и крупно и грдо пајче. Пајката се вчудовиде. Леле, многу е големо. Леле, дури не прилега на пајкиниот род. Да не е мисирче? Веднаш ќе проверам. А ако е мисирче, не ќе сака да влезе во вода. А ако е пајче, ќе плива. И мајката Пајка тргна со пајчињата кон потокот и буп! Скокна во водата и заплива. А по неа и пајчињата буп! Сите едно по едно, дури и големото, сивкавото. А, не е мисирче, воздивна мајката Пајка, го собра околу себе сето потомство и рече: ајде сега да одиме во живинарникот да ве представам како што е редот. Треба сите да ве запознаат, а и вие да ги запознаете нив. Во живинарникот убаво ги примија пајчињата, освен големото пајче кое веднаш го прогласија за грдо, па сите го туркаа, го кошкаа, му ги грабаа за лаците и го колваа. И тоа не само пајките, туку и обичните кокошки. Така беше уште на самиот почеток. Така и продолжи. Од ден на ден се полошо и полошо. Сите го бркаа, дури и родените браќа и сестри беа лоши спрема него. И постојано повторуваа: мачката да те изеде грдотио. На сето згора, родената мајка неколку пати му се врекна: бегај од мене да те нема. Најпосле, еден ден на грдото пајче му здодеа сето тоја и побегна од лошиот живинарник. Се упати во светот. Кога се провре низ живата ограда, од неа уплашено излетаа 2-3 сеници. Ох, и тие бегаат од мојата грдотија, се нажали пајчето и мижечком продолжи да бега. Така стигна до една голема бара и тука, изморено и тажно, ја помина ноќта. Следниот ден од некаде се појавија 2 диви гуски и кога го видела грдото пајче му рекоа:
дека си грд, момче, грд си. Но тоа нам не е се едно. Ако сакаш, ајде со нас. Стани и ти преселна птица, па убаво ке се забавуваме. И додека грдото пајче размислуваше за тој предлог, ненадејно над барата одекна истрели. Бам, бам, бам! Обете диви гуски паднаа мртви во трската, а потоа се разлеа истрели и на другите пајки и гуски. Тоа беше голем лов. Беа се насобрале мнозина ловци, татнеа истрели секаде наоколу, нагрвалија и ловечки кучиња, се провираа низ шамакот и трската, шлоп, 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 и го бараа уловот, а едно од кучињата наиде на грдото пајче, го душна и си замина. Тешко мене, воздивна пајчето, толку сум одвратен што ни ловджиските кучиња не ме напаѓаат. И ним сум им грд. Штом стивнаа пукотниците, пајчето продолжи кон светот. Тргна кон нивите и ливадите и при квечерта стигна до една колиба и влезе во неја да побара за солниште. Во колибата живееше една баба со еден мачор и со една кокошка. Мачорот се знае тука беше вистински господар, а кокошката господарка. Затоа имаа обичај да речат ние и другите. Си вообразуваа дека ја сочинуваат половината од светот, се разбира по добрата. Изутрината, бабата која што беше кратковида, а не носеше очила, го здогледа пајчето и се стори дека тоа е голема пајка, па се израдува. Ќе имаме пајкини јајца. Но деновите минува, а од јајцата немаше ниту трага. Еднаш кокошката го праша пајчето: "Што знаеш ти воопшто да работиш?" "Умеам да пливам и да се шлапкам во вода," одговори грдото пајче. "Што?" се зачуди кокошката. "Какви глупости? Ете, неси јајца или преди како мачорон. Сеедно, работата ќе ти ги истера тие мушички од главата." "Вие мене не ме разбирате," рече пајчето. "Не те разбираме. Кој ќе те разбере на светов ако не ние? Сигурно си вообразуваш дека си поумен од сите. Ти си еден неблагодарник. Ајде не врткај се. Снеси едно јајце или почни да учиш предење како мачорот. Заборави на пливањето." "Мене ми се чини," одговори пајчето, "дека ќе биде подобро да продолжам да патувам низ светот." "Како сакаш," се навреди кокошката, а мачорот налутено и почна да го извива рбетот. Така пајчето отиде до првата бара и заплива, се нуркаше и шлапкаше, но сите животни гледаа да останат подалеку поради неговата грдотија. Пајчето постојано беше осамено. Дојде есента, лисјата на шумите ожолтеа, а небото беше натежнато од снежни облаци. Кутрото грдо пајче беше потажно од кога и да е. Една приквечерина, кога сонцето величествено заоѓаше од шумичката, се појави некакво прекрасно големо јато птици, како што грдото пајче не видело дотогаш. Има светкави бели пердови и долги убави вратови. Тоа беа лебедите. Полетаа гракајки онака необично, ги расширија прекрасните моćни крилја и се упатија далеку, далеку кон топлите јужни краишта. Восхитено од таа
Гледка грдото пајче многу се возбуди. Почна да се врти по водата во круг, издолжувајќи го вратчето кон небото по кое едреа белите птици. А кога тие исчезна, тоа горчеливо се расплака, ни самото не знаејќи зошто плаче. И дојде зимата, студена, необично студена зима. Пајчето мораше непрекинато да плива, инаку водата околу него сосем ќе замрзнеше. Но секоја ноќ просторот во водата стануваше се потесен и потесен. Мразот се ширеше. Најпосле пајчето клапна и остана така замрзнато. Следното утро тука помина еден добродушен селанец и кога виде што се случило, се приближи, го скрши мразот и го однесе пајчето дома. И го даде на својата домаќинка и таа го поврати во живот замрзнатото животинче. Ќе биде премногу тажно ако зборуваме за сите маки и страдања што ги поднесе кутрото пајче во таа сурова зима. Најпосле, лежејќи во трсјакот, еден ден почувствува дека сонцето пак топло свети и чучулигите црцорат, пролета доаѓа. Грдото пајче ги рашири слабечките крила и гледај, тие почнаа да го совладуваат воздухот посилно одо што порано. Доволно силно за да го издигнат и да го понесат во височините. И пред да стане свесно за прекрасното задоволство од летањето, се најде во една градина полна со расцутени јаболкеници и мириздив јоргован, со многу каналчиња и мали езера. Тогаш од зеленилото се појавија 3 бели лебеди, а грдото пајче заплива кон нив мислејки: ќе ме убијат поради мојава грдотија. Подобро тоа да го сторат тие, одошто да ме колваат несмасните пајки и да ми додеваат здодевните кокошки. Им се приближи и ја наведна главата. Но што виде во бистрата вода? Се виде самиот себе си. Да, но тоа не беше несмасното, сивкаво и грдо пајче. Тоа беше вистински лебед. Да, не чудете се. Седно е дали некој ќе дојде на светов во пајкино гнездо, ако се раѓа од лебедово јајце. Во бавчата сега се појавија 3 деца и радосно извика: гледајте, дошол еден нов лебед, тој е најубав, млад е, прекрасен е, гледајте сите, гледајте! А младиот лебед ги растресе своите раскошни пердови и го истегна убавиот долг врат, поздравувајќи го сонцето, и си помисли: за ваква среќа сонував додека бев грдо пајче, а ете, таа дојде. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.